Државните електрани ќе се жалат на одлуката за запирање на гонењето на осомничените за спорната набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Од ТЕС-ама вела дека штом го добијат решението од обвинителството за организиран криминал, ќе ја обжалат одлуката да се прекине истрагата за да ги заштитат интересите на компанијата. Следејќи ги информациите објавени во медиумите, правниот тим на компанијата веќе ги презема сите подготвителни активности да поднесе соодветна жалба, веднаш по официјалното примање на решението. АДСМ ќе ги искористи сите правни механизми кои ни стојат на располагање за заштита на интересите на компанијата. Доколку предметот не биде преиспитан, обвинителството ќе го загуби кредибилитетот, предупреди премиерот Христијан Мицкоски, кој остро реагираше по одлуката да се запре истрагата, во која опфатени беа поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски, бизнисменот Радко Капушевски и сопственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски. Добро е што АДСМ, поранешно Елем, денеска ќе, односно денеска не, туку кога ќе ја добие одлуката ќе вложи жалба и очекувам дека случајот повторно ќе биде вратен на преразгледување и повторна анализа, затоа што ако тоа не се случи, тогаш обвинителството дефинитивно го губи својот кредибилитет. Мислам, ОЈО обвинителството за гонење на организиран криминал, со овој обвинител сме го коментирале, со Исламабази и не треба дополнително што друго да кажам. Ниту републичкиот обвинител Ненад Савески не бил информиран за одлуката. Така му кажал на премиерот кој побарал став од него зошто се запира истрагата за мазутот. Во текот на вчерашниот ден јас разговарав и со јавниот обвинител Ненад Савески на оваа тема. Тој ме информираше дека не бил информиран за оваа одлука на ОЈО, која што го води Исламабази и предпоставувам дека повложената жалба од страна на АДСМ, случајот ќе биде преразгледан и вратен на повторно анализирање. Савески вчера за медиумите рече дека предметот не бил рефериран во Републичкото јавно обвинителство, а обвинителката Катерина Коларевич, која ја водеше истрагата, му јавила телефонски. Според Коларевич не биле пронајдени доволно докази за кривичното дело, ниту било утврдена штета за државата. Во услови на енергетска криза, набавката на мазото возможила ТЕЦ Неготино да произведува струја по значително пониски цени од тие на берзите и со тоа биле избегнати рестрикции, велат од обвинителството. Истрагата беше отворена по кривична пријава од МВР во која се тврдеше дека преку спорните набавки е направена штета од над 167 милиони евра и постоеле сомнежи за перење пари.